Здраво сите, добродовате во четвртата епизода на Юшкет. Денес за дискусија го имаме сирискиот убиец X-Men или познат како човек од Секиро. Сириски убиец кој што обожава џез музика. Да, ова не го очекував да кажам така, тој обожава џез музика и мислам дека јас сум нестрплив да влеземе во сценариот. Почнувајќи од 1918 година, околу 18 месеци до 1919 година, градот и околината на Нью Орлеанс доживеале 12 напади и 6 убиства извршени од човек од Секиро, кој биваше главно ноќе. Човек од Секиро убива само додека луѓето спиеле и никош не користел своји алатки, користел само она што го наоѓа во домаќинството, обично секира, која генерално била оставена на местото на зосторството. На 23 мај 1918 година на улицата Магнолија 4901 Кетрин и Џозеф Маџио стана жртви на првиот напад на човек од Секиро. Главата им била практично расцепена од ударот на секирата, потоа човек од Секиро им го пресекол грлото со брич. Кетрин беше речиси обезглавена. Телата ги открие братите на Џозеф кои живееле во истата куќа, но ништо не видели и слушнали. Не биле земени искапосености, а единствените нарушувања биле што бил исфрлен долниот панел од вратата на кујната, а секирата што се користела за извршување на убиството била оставена. Значи, што можеме да знаеме за овој серијски убиец? Се работи за серијски убиец кој што убива ноќе и користи секира како негов главен предмет за убиство. Исто така ги напаѓа луѓето додека спијат и мислам дека можеме да продолжиме. На 28 јуни 1918 година во близина наклон на улиците Доргијанова и Лекарп биле нападнати Луис Бесумер и Ана Лоу. Тие две биле живи кога ги открил пекарот Џон Занка додека ги извршува утринските нарачки. Додека Ана ќе преживее уште 7 недели, Луис целосно преживел. Ана ја рекла на полицајците дека ги нападнал голем белец со секира. Слично на првото убиство, долниот панел од вратата на нивната спална соба не достасуваше, а крвава секира останала на местото на настанот. На 5 август 1918 година, на непозната домашна локација, господја Ед Шнајдер беше пронајдена на нејзиниот сопруг попладне во нивниот дом. Сепак таа се уште беше жива и итно била пренесена во болница каде што наводно го преживева нападот. По истрагата нивната секира не достасуваше во нивната шупа и една недела по нападот господја Шнајдер успешно се породи. Да, за оваа жена ми е многу драго, значи таа била бремена кога човекот секира ја нападнал, родила здраво и живо бебе и јас сум среќен за незе. Исто така морам да кажам дека во секој негов напад тој не си понесува секира, туку ја зема секирата од подрумот или од шупата на неговите жртви. На 10 август 1918 година во близина на улицата Тонти Гравиер, 80 годишниот Џозеф Романо бил пронајден на неговите внуки Полин и Марија, откако го слушнале како се бори со него. Наводно, откако го виделе напаѓачот, девојчината го опишале како белец, висок, крупен, облечен во темно дело и црна шапка. Џозеф Романо, кога му е набиена главата, ќе умре 2 дена подоцна. Значи, ево првиот опис за овој серијски убиец, тој бил висок, крупен и пред се бил бел човек бил, висок, крупен и облечен бил во овој напад бил облечен во темно дело и црна шапка. Исто така околу август 1918 година весникот Орлеанс Стейт раскажува дека вооружени мажи ги чуваат своите семејства што спијат, додека полицијата гледа да ги реши мистериите на нападите со секира. Секојдневно се работи на дополнителен надзор. Се чинеше дека оваа тактика функционираше некаде затоа што во следните 7 месеци немаше напад од човек од секира. Значи така очекувано сите биле исплашени од нападите на човек од секира и сите со голем надзор ги чувале своите фамилии. Мажите на фамилијата често додека другите членови на семејството спиеле, тие биле околу куќата и внимавале на семејството. На 10 март 1919 година во семејството на Чарлс и Роуз Кортимиглија било нападнато од човек од секира. Роуз се разбудила кога нејзиниот сопруг Чарлс се борел со човек од секира. А Роуз, Чарлс и нивната 9 годишна ќерка биле подоцна нападнати со секирата. Додека Роуз и Чарлс ќе преживеат, нивната ќерка Мери нема. Користената секира во согласно со модус операндито на човек од секира, припаѓачи на фамилијата Кортимиглија. На 13 март 1919 година Таймс Пикаун доби писмо од некој кој тврдеше дека човекот секира е обележано со од пеколот и велејќи: почитувани смртници, тие никогаш не ме фатили и никогаш нема да го направат тоа. Никогаш не ме виделе. Јас сум невидлив дури како магла која окружува вашата земја.
Јас не сум човек, туку дух и падна демон од нежешкиот пекол. Јас сум она што вие орлеанците и вашата глупава полиција го нарекувате човек од секира. Тие беа хранен глупови што се забавуваа не само со мене, туку и со неговата сатанска величественост. Но кажете им да внимаваат, нека не се обидуваат да откријат што сум јас, затоа што е подобро никој да не се родат кога да почувствуваат гневот на човек од секира. Несомнено вие орлеанците ме сметате за најстрашен убиец, што сум, но би може да бидам многу полош ако сакам. По желба би може да убием бленеци и ваши добри граѓани, затоа што јас сум во блиска врска со ангелот на смртта. Какво писмо ова ме фрустрираше искрено. Значи тој рекол дека не бил човек, туку некој падна демонот од жешкиот пекол и тој исто така кажал дека можел да биде многу пострашен ако го наутил орлеанците. Исто така имам и уште еден дел од писмото, морам да го прочитам. Во најважниот дел од писмото беше наведена специфична закана за граѓаните на Њу Орлеанс. Сега, поточно во 12:15 часот по време на земјата, следниот вторник навечер, ќе поминам преку Њу Орлеанс. Во мојата бесконечна милост ќе им дадам мал предлог на луѓето. Еве, јас сум голем љубител на џез музика и се клонам во сите ѓаволи во полиските региони дека секој човек ќе биде поштетен чија музика е во полн ек во моментот што го спомнав. Ако секој има џез музика, тогаш толку подобро за луѓето. Едно сигурно, а тоа се некои оние личности кои нема да имаат џез музика во вторникот вечерта и доколку има такви, ќе добијат секирата. Ќе добијат секирата, ова ми е многу смешно. Па не дека тој не убил прехрана ако нема музика, значи мислам дека тој и да пуштиле музика, да не пуштиле, сепак ќе продолжи со неговите убиства. Со други зборови, тој рекол во вторник навечер, во тој вторник за кога зборувал, нели, сите ќе поминува низ улиците на Њу Орлеанс и секој граѓанин што живее во Њу Орлеанс да има пуштена џез музика, а ако нема, тогаш тешко него можам да кажам. Ноќта е спомената во писмото 19 март 1919 година. Според тврдењата на човекот секира, никој не бил убиен таа ноќ. Беше кажано дека градот е навистина жив, бидејќи џезот свиреше во секој дом. Оние што не може да си дозволат дискографски плеер, се собраа во џез клубови. Меѓутоа, на 10 август 1919 година, Стив Бока беше тешко повреден во својот дом како со секира беше нападен во неговиот кревет. Бока успеа да преживее нападот, наводно затоа што неговиот пријател брзо дошол до него, кој потоа викнал полиција. Бока не ја врати меморијата на веројатно поради ударите во главата. Подоцна истиот месец или на почетокот на септември на втората улица 2128, 19-годишната Сара Лауман очигледно беше нападната од некој што влегол преку отворен прозорец. Како и Стив Бока, кога се освести, не можеше да се сети на деталите за нападот. Значи, еве и после тоа што го кажа во писмото, сепак нападна уште двајца. Првиот напад бил Стив Бока, кој што после нападот изгуби меморијата и не можел да го опише нападот. Вториот напад, исто така, жртвата не можела да го опише нападот. На 27 октомври 1919 година на аголот на Јужен Скот и улицата Лугуар, човекот секера ги нападна Естер и Мајк Пепитоне. Наводно Естер се разбудила околу 1 часот по полноќ, кога нејзиниот сопруг врескал и истрчал во спалната соба за да пронајде две неидентификувани фигури во нејзината спална соба, кои избегале од местото на настанот. Главата на нејзиниот сопруг била удрена 18 пати, а тој починал 2 часа подоцна. Естер подоцна се преселила во Лос Анџелес и се омажила за човек кој име Анџело Албано. Меѓутоа, на втората годишнина од смртта на нејзиниот поранешен сопруг Мајк, нејзиниот сегашен сопруг Анџело исчезна и никогаш повеќе не беше пронајден. Естер потсети дека пред нивниот брак Анџело вршил деловни односи со човек кој се појавувал со многу имиња, вклучувајќи го името Џозеф Манфри. Значи така на 27 октомври 1919 година брачниот пар Естер и Мајк Пепитоне биле нападнати од човекот секира. Естер рекла дека кога се разбудила видела како двајца луѓе бегаат од нејзината спална соба. Нејзиниот маж Мајк Пепитоне починал. Истата Естер подоцна се преселила во Лос Анџелес и се омажила со извесен Анџело Албано. Меѓутоа, на втората годишнина на смртта на првиот сопруг на Естер, нејзиниот нов маж исчезнал и никош не бил пронајден. Така. На 5 декември 1921 година Манфри го посети домот на Естер на 5554 источна 3 Б улица во Лос Анџелес. Тој побара $500 и накитот на Естер, законувајќи се дека ќе ја убие на ист начин кој што убил нејзиниот сопруг. Меѓутоа Естер завршила со пукање и убиство со револвер, ставајќи крај на неговите тврдења. Во полицијата тврдела дека Џозеф бил
човекот секира и по истрагата таа бил ослободен од обвинението за смртта на Џозеф Мамфри. Така, значи, тој истиот Џозеф Мамфри што соработувал со вториот сопруг на Естер Пепитоне, дошол во нејзината куќа и барал пари накид на Естер и се заканува дека ако не го направи тоа што побарал, ќе убие исто како што убил нејзиниот сопруг. И од тука, нели, можеме да заклучиме дека има доказ дека Џеймс Мамфри може да биде човекот секира, затоа што тој сам го кажал тоа. Нели, не кажал дека човекот секира, ама кажал дека ќе ја убие нејзија како што го убил нејзиниот сопруг. Потоа Естер во полицијата, потоа Естер не сакала да му даде тоа што побарал и го убила со револвер. Подоцна во полицијата рекла дека верувала дека тој е човекот секира. Потоа во истрагата, кога се завршила истрагата, таа била ослободена од обвинението за смртта на Мамфри. Поради природата на убиствата и фактот дека технологијата за отпечатоци од прсти не беше стандарна процедура, имаше само неколку теории за идентитетот на човекот секира. Дека тој бил партиски човек, шпион, па дури адвокат. Исто така имаше спекулација дека бил вистинска надприродна фигура поради неговите тврдења во неговото писмо до Тајс Пикало. Или пак дека човекот по име Џозеф Мамфри осомничен за неговото обвинување од Естер Пепитоне заедно со некои посредни докази. Иако не е познато кога заврши истрагата за човекот секира, имаше повеќе можни убиства што му се припишуваа, иако тие исто така се мешаат со убиствата на мафијата. Како и да е серијата на убиства, конечно заврши. Значи така, се шпекулирало дека човекот секира е, исто така се шпекулирало дека тој е надприродна фигура. Тоа не сакам јас да верувам, јас сум фан на природното. Тоа теорија ми се допаѓа дека тој бил надприродно суштество, а тоа и само го кажа во писмата, дека бил паднат демонот жешкиот пекол, цитирам. Исто така тврста теоријата дека неговото име било Џозеф Мамфри, како што кажа. И така, исто така морам да кажам дека некои од неговите убиства се мешаат со убиствата на мафијата и точно не е докажано дека се негови убиства. И мислам дека време е да скокнеме во теориите со тоа кој потенцијално бил човекот секира. Мојата прва теорија е дека не сите наведени убиства беа извршени од страна на човекот секира и наместо тоа некои, како и случаите на Макви Питоне, Луис Бесумер и Ана Лоу, беа убиства на мафијата или на шпиони, па дури и копирани убиства. Татко на Пепитоне претходно убил човек во минатото, што можеше да обезбеди мотив за можно убиство за одмазда. Луис Бесумер всушност беше обвинен за убиството на Ана. Полицијата откри дека Бесумер пишувал писма на еврејски и руски јазик. Тие на крајот дошле до заклучок дека Бесумер бил дел од германски шпионски прстен. Така, значи, дел од жртвите, дел од наводните жртви на човекот секира имале многу лоши поврзаности со некои други луѓе и тоа може од тоа може да заклучиме дека може некои луѓе ги убиле, а не човекот секира. Пред да умре Ана, исто така очигледно го обвини Луис и го обвини дека нацистички шпион. Случајот беше истражен како домашен спор, каде што теоријата на полицијата беше дека тој завршил со нападот на Луи од Ана. Сепак, Луис беше ослободен. Исто така се шпекулира дека ова може да бидат копирани убиства, што всушност дело над 2 или повеќе луѓе. Значи така, сопругата на Луис Бесумер, Ана Бесумер, нели таа беше во тој напад Луис преживеа, Ана почина и потоа на судот го обвинил Луис Бесумер дека убил својата сопруга, ама сепак излегувал нели на судот невин затоа што немало докази. Втората теорија е дека човекот секира е надприродна фигура и наверојатно може да поседува моќ да се намали или да се прошири по потреба за да провали во куќата на една од неговите жртви. Писмото на човекот секира сугестира дека тој е дух и паднат демон на жешкиот пекол и дека е невинлив. Така оваа теорија не ми се допаѓа како фан на природното, но во овој конкретен случај за човекот секира мислам дека тоа не е случајот. Ова втора теорија нема ништо друго освен овие реченици, нема никакви докази што може да сугерира дека тоа е надприродна фигура. И можеме да влеземе во втората теорија и помене најпрецизно. Третата теорија објаснува дека Џозеф Мамфри е човекот секира. Ова го тврди Естер Пепитоне кога таа рече дека тој се заканил дека ќе убие на ист начин како што го убил нејзиниот сопруг. Естер се присети дека Мамфри бил вооружен човек и дека го видел како бева нејзината спална ноќ кога нејзиниот сопруг бил убиен. LAPD забележа дека има докази што го поврзуваат Мамфри со смртта на Мајка Питоне, што на крај доведе до освободителна презуда од Естер за смртта на Мамфри. Доказите го вклучи фактот дека Мамфри водеше уценувачка банда во Нью Орлеанс која ги малтретираше италијанците, а скоро сите жртви нејсно беа од италијанско потекло.
Да, X-Men кажав, тоа е човек од секира на англиски. Манфри исто така влегуваше и излегуваше од затворот во изминатите 10 години и овој пат кога беше надвор од затворот се сопана со нападите на човекот секира. Сепак немаше доволно докази за директно поврзување на Манфри со докторствата и против него имаше само сведочења. Сведоштвото на Естер исто така директно се коси со нејзината претходна изјава, додека во 1919 година таа пријавила дека видела две лица како бегат од нејзината спона кога се случи убиството на нејзиниот сопруг. Во 1921 година таа рече дека Џозеф Манфри бил човекот што го видела како го убива својот сопруг, што значи дека видела само едно лице. Да, ова не може да го земе за прецизно, не може да го земе точно нејзиниот исказ, затоа што првен тврдела дека видела две лица, не ги видела двајца како бегат од нејзината спона, не ги видела лицата, а подоцна тврдела дека била сигурна дека тоа бил Џозеф Манфри и тука да не можеме да ја потврдиме неконзистентноста на нејзината изјава. Да, со оваа теорија ја затвориме случајот на човекот секира. Што се однесува до теориите, мислам дека би можела да биде секоја од овие теории. Првата теорија дали беше дека тие сите убиства што ги напоменавме не биле од човекот секира, бидејќи некои од жртвите имале поврзано со некои луѓе кои што ги сакале мртви, сакале да ги убијат. Трета теорија може да се поврза, нели? Тие што не биле убиени од човекот секира, да биле убиени нели од тие луѓето што се заканувале, а сепак тие што биле убиени од човекот секира да бил Џозеф Манфри. Така првата трета теорија може да бидат еднакво вистинити, што се однесува до втората теорија дека тој бил надприродно суштество како што Саймон кажал во неговите писма. Па морам да кажам дека ми се допаѓа таа теорија, нели? Сакам да верувам во тоа, но мислам дека по моето мислење дека во овој конкретен случај тоа не бил случајот. И тоа, ќе затвориме четвртата епизода Are You Scared? Се гледаме во петата. Се најдобро и пријатно.